Добре дојдовте на нова ракометна тема. Добродојдовте од мене. Зборуваме, дискутираме, коментираме и анализираме за вечното ракометно дерби Вардар и Пелистер Еврофарм, одиграно во салата Јане Сандански Скопски аеродром во Скопје. Ракометен меч. Што да се каже, значи победник Вардар, темата на нашата вечерашна емисија не е таа. Вардар победи, Пелистер не беше далеку и онда направи пресврт, но вечерва не зборуваме за тоа како се играше на теренот. Така вечерва нема да зборуваме за одбраните на 20 голмани кои има изворени одбрани. 9 за новите засилувања на Вардар кои што прикажаа на вистина дека има или нешто. за 9 голови на Манаско постигнати, по 6 гола постигнаа тројца вардарци. Ниту за повредата на Брестовац, голманот на Пелистер, младото момче кое што му посакуваме што побрзо да се врати меѓу стативите. Наводно противничкиот играч му паднал врз нога, така беа информациите. Тоа е спорт, тоа се случува, дај Боже да се рехабилитира што побрзо. Црвениот картон на Борозан го скокаме. Заслужен. Нема да зборуваме ни за црвениот картон на Борозан, нема да зборуваме ни за псовките прочитани од устата на капитенот на Битолчани, нашиот капитен на репрезентацијата Филип Кузмановски. Вечерва, денеска, утрово, денот, како и да е, кога и да не гледате, така е. Ќе зборуваме за нешто многу поважно од ова. Се отвара темата, тука се прашелниците на таква организација, масовна организација, каде што има голем број на публика, каде што припадниците на МВР ги имаше во доста голем број, добро распоредени, наизглед добро организирани и она што неофицијално го дознавме, имало извореден претрес и преглед на привлегувањето во салата, се случи да имаме бакли. Се случи да имаме бакли, а како се внесени баклите во Јане Сандански, после джинглот. И кој ги внесе? После джинглот.
Не е дозволено внесување на пиротехнички средства во затворен простор. Ете, на некој начин успеале да внесат, ги запалија, но сега веќе се заминува. Зачадениот воздух во салата после неколку запалени бакли. Еве и овде во новинарската ложа и секаде на теренот. Ова што го видовте на нашите снимки е всушност темата за која што сакаме да зборуваме вечерва. Да се внесат баклја една, две, три или повеќе, да се запалат во затворен простор, во спортска сала и за само 20 на секунди од влегувањето на навивачката група една запалена баклја да полета кон гледачите, кон трибината каде што има деца, каде што има жени, каде што има возрастни луѓе. Тоа не е само за осуда, наведува дека ова било можеби некое, не можам да кажам смислено или планирано сценарио, меѓутоа некоја идеја да се направи белја. Не можам принудно да го толкувам. Не можеме да кажеме ние и да тврдиме дека е смислено сценарио, но со оглед на информациите што ги имаме, па и можеме да кажеме. Сега зошто велам така, пак остануваме со прашалник. По завршување на надпреварот, јас лично долу на теренот зборував со човек од обезбедувањето. И прашувам, како е возможно на толку многу полиција, која што ја видовме кога ние доаѓавме во сала. Добро, беше тоа е на сите прегледи што ги прават за навивачите од за нешто влегува. Го прашувам господинот, како е возможно да се направи таков пропуст да се внесат бакли во затворен простор во Јане Сандански? Човекот ми вели, господјо, јас одговорно ви тврдам дека, значи лично зборувавме, неофицијално, без камера, без снимање, дека нема шанси навивачите од Битола да ја внесле, да ги внеле баклите покрај нас, што сме ги прегледували. Која е теоријата тогаш? Која е теорија? Која е тезата, теоријата? Па еве вака, се потрудив да добијам информација и околу тоа, оние што имаат искуство со внесување на бакли од други навивачи, не зборуваме за Шкембари сега, од други навивачи на други терени. Зборуваш ако сакаат да ги прошверцуваат, да ги сокријат, да ги маскираат, така. Еве имам. И тоа не само на ракомет, зборуваме и на фудбалски терени. Така, јас еве конкретно за затворен простор и за ракомет се интересирав, за ракомет, кошарка или слично, најчесто е на ракомет, се интересирав, ми велат вака. Значи, имало ситуација кога навивачи влегле во сала, претресени до гола кожа. Чисти. Упалјач не може да внесат, цигара, ништо не може да внесат. Влегуваат во сала и имаат, после тоа се покажува бакли. И каде ги сокрили? Баклите ги сокриле во рачката од тапанот, кој што го зеле
за правење атмосфера. Ова е само Значи, една кога се теза, сака, хипотетички се- теза, се чекај да може. објасни, застан. Сега не зборуваме дека чкембарите ова го направи. Не е сега ова Не, за шкембарите, да не се разбере дека ние сега тврдиме дека баките една две немаат три се тапани внесени. овие немаат тапани рачки за да влесат со тапани со рачки. Тоа ми избегува. Значи немаат тапани рачки, значи поентата е дека кога се сака се може. Вака, некои од луѓето со кои што зборува велат дека можно е да е внесена баклите, не беше една, да се внесени неколку часа или некој ден претходно и оставени на некој простор, дали во тоалет или нешто, не знам. Ова се изгледува како на филм, како Хичкок да снимал филм сценарио. Па види, Или- другото, знаеш што? Која е целта на вака целта сега. хипотетично? Ај вака, еве баш сакам и оние што не гледаат, да си стават вака, да си размислат малку. Значи, да дојдеш на надпревар, да влезеш во салата и за 20 секунди да ја запалиш баклята, да ја извадиш, да ја запалиш и да ја фрлиш во публика. За 20 секунди. Немој да ми кажеш дека ти си дошол на надпревар за да гледаш. Ти си дошол на надпревар за да направиш инцидент. Друго е, пази, де факто е исто, дали во 20 секунди или после 20 минути, значи де факто е исто, но е различно, сепак различно, ако ти имаш баклја, па сакаш да славиш, надпреварот ти е од не знам Па баш држиш карактер, високо, па се радуваш, Па ќе има па пак не се казна. загрозени Чекај да не објаснам, загрозуваш чекај да никого. објаснам. Значи, во дигресија ја памтиме думата. Во секој случај има казна за тоа. Значи, не е оправдување ако ти држиш баклјата, а не ја фрлаш. Пак е казна. Самото внесување на баклите во спортската сала е казна, така? И сега Сега поимаше зборуваме за моментот кога се влегува, ќе ја повториме снимката уште еднаш и ќе броиме. За 20 секунди ја фрлаат, за следните 15 секунди баклјата се свети уште и се спасува кој како може. па ја врати оваму на ја полицајската врати. луѓето за да се спасат па нормално. Значи, што ми е поентата? Секогаш сме биле на страната на навивачите, во кој смисол? На сите навивачи. Во смисол дека спортот се игра за публика. Спортот се игра за Па навивачи. чекај сега, па одевме према консалата, имавме мини прилог објавен Да, на во Facebook. колата. Така е. Јас лично Каде што- кажав дека доаѓањето на чкембарите во Така е. Скопје Така е. е генерално добро, бидејќи спорт без публика не е спорт. Но исто така кажа, само не знам зашто ми мириса на инцидент. Па Не има го кажа таму. во видеото. Не, во видеото не го кажува што, тоа го кажа вака. Не, во мириса на видеото инцидент. реков, не знам точно како ќе се заврши Да, на вака терминот. се зборувавме како да пречувствуваше. Но не се, и тоа не е поентата. Ракометно дерби Вардар Пелистер во Јане Сандански би рекол меч на сезоната, меч на есента. Големо внимание, се очекува добра посетеност и секако победа на Вардар, но да видиме. Да видиме. Интересно е, Празник интересно е за што ќе љубителите биде на спортот. и ќе има и гостински навивачи, така наречени чкембари. Тоа е генерално добро, тука не гледам Така ништо е, лошо. Сега така е. како сето тоа ќе се одвива на трибините за време на надпреварот е друга приказна, но Така е, ако можат комитите да одат во Битола, можат и чкембарите да додат во Скопје. се разбира. Една држава е тоа, Македонија. Ајде да видиме. Не е поентата. Сме тоа. биле на страната на навивачите. На сите навивачи. Дека треба да доаѓаат навивачи, да има публика, Па која да е се целта гледа. без публика да си игра? Сме биле и на страната на полицијата. Апсолутно секогаш. Затоа што во незе пак го гледаме спасот да ние бидеме безбедни кога одиме на надпревари. А поприлично одиме на надпревари. Сега да прашам и тебе и публиката. Се отвора второто прашање кој е исто тема на нашата емисија. Зошто официјалните лица на овој надпревар, делегатот,
Аце Николовски И Камар и Металари. две исклучително Добро. ракометни Што, имења со зашто? авторитет. Што ти е прашањето? И судиите, Добро? зошто тие не реагира по основ да се испразни салата? Бидејќи еве, знам, Вака сега ќе ти кажам. Ајде, дозволи. значи ако на фудбалски терен делегатот Не, ја прекине, не, го прекине не ги напред, мешкај сега, не знам дали е исто, не ги мешкај, ако може да објаснам кратко. значи само да се докаже. Добро, мислам дека прашуваш. Делегатот и судиите наредуваат да се испразна публиката. У фудбал, у ракомето не знам како е. Ајде после джинглот па да видиме зошто делегатот Аце Николовски, Камар Металари и судиите од Битола не реагираат да се испразни салата веднаш. Застанавме на прашањето, односно чекајќи го одговорот зошто Другутов прашува не реагираше делегатот Аце Николовски, Камар Металари и судиите да се испразни веднаш над преварот, односно навачката група од Да се испразни делот од Така, трибините, така така. популарно се квалификува. Значи вака, ракометните правила се прецизни и јасни. Додека на теренот има услови за игра, а тоа го оценуваат судиите и делегатот, над преварот се игра. Така се случи. Така е. Значи имало ситуации каде се случувала меѓусебна тепачка на трибините од иста навивачка група меѓу себе. Ама се тепаат. Па од различна навивачка група. Па не знам, некој отишол со некого се скарал. Се за ракоме збориме. Па, да. Значи, имало такви ситуации. Тоа не влијае на играта. Некој доле од теренот не ги гледа горе што прават. Зошто да се прекине на превар? Ако добро те разбирам, тоа е наведено во правилата и пропозициите на ракометната игра. Да. И судиите, и делегатот, зависи кој прв ќе оцени дека условите за игра стануваат под знак прашалник или не е секако што треба, реагира. Или судиите, или делегатот се консултираат, реагираат и бараат од полицијата да се празни трибина, да се стопира Само тоа и да те така. дополнам. Во контекст на ова што многу добро го објаснуваш, на нашето видео веќе е експлоатирано и ажурирано, закачено Добро. на YouTube, на нашиот YouTube канал, може да се забележи дека 2-3 минути се игра ракоме долу, а на Ако трибините никога, има јас не знам интервенција точно. на полицијата, Да. опомена на одговорниот, предпоставам, Немаше фронтмен на опомена, мислам дека полицијата. од која ја запалија, Разговор. втората баклја кога ја запалија, дека веднаш полицајците дојдоа и им кажа Е, така, да. Ама овие игра. Да, игра. Долу А се тоа играш. го прикажуваме со камера и лево или десно, Да. дека од долу се игра ова. Повторно во режија на навивачката група од Битола, од Шкембарите. Повторно во Јанен Сандански еве се палат бакли. Значи, оцениле судиите и оцениле делегатот и искрено да ти кажам, мислам дека и не грешат, иако местото каде што ние седиме, значи тоа е високо во новинарските ложи горе, а блиску беше до трибината каде што беа Шкембарите,
се чувствуваше миризот на запалените бакли. Да. Сега тоа е во височина, долу не се почувствувало така и затоа се терало Добро, напред. пак доаѓаме до истото дека проценка на делегатот и на судиите да реагира. Види другото. Или евентуално да се искоординираат меѓу себе па да видат Да, што ќе тоа прават. што јас сакам да го кажам и мислам дека е важно. Мислам дека е важно. Е дека во конкретната ситуација, значи ниту судиите, ниту делегатите погрешиле. Од една страна. А Од друга страна, полицијата направи вистински чекор тогаш. па полицијата направи вистински чекор кога ги Вистински потек, како да А кажеш. што правиме ако полицијата немаше можност да направи вистински потек ако таа баклја претходно фрлена удреше некого, запалеше нешто Не, или не слично? може. Не може Значи, да затоа повредеше велам. некој. Нема, тука ќе има казни, ќе стигнеме и до тој дел у нашата емисија. Па тоа, токму тоа сакав да кажам, значи, ако сакаш, сакам одма да ги споделам тие информации на тема казни, правилата се многу прецизни, а тие се дека кога гостинска екипа сака да дојде да го поддржува својот клуб, не се јавува гостинската екипа, во случајот шкембарите не се јавуваат кај Вардар раководството за да им дозволат присуство. Гостинските навивачи, мислиш, не се. Па добро, сега во конкретниот случај реков шкембарите и за сите други и обратно комитета кога одат вамо. Значи се контактот е помеѓу раководството на тој што организира и раководството на тој што доаѓа. Клубот. Така, немаат навивачките групи допирни точки со раководството за да си бараат, ние сакаме да дојдеме. Во конкретниот случај ракометен клуб Пелистер Еврофан барал присуство на неговите навивачи во Скопје кај Така ракометниот клуб Вардар. Така, и ракометен клуб Вардар му дозволува. Сега, Нема, мора тука дозвола да даде полицијата. значи вака сега, а ракометниот клуб Вардар, зборуваме за оваа случка. Ракометниот клуб Вардар и сите други домаќини се во обврска кога организираат надпревар да направат на највисоко можно ниво да спроведат ред, мир и не знам што све за да се одигра тој надпревар од безбедносни и секакви други Тоа е дел аспекти од гледани. правилата на ракометната игра. Во конкретниот случај раководството на Вардар го сторило тоа, значи имаше и такво обезбедување и пред почетокот на надпреварот го видовме и за време на надпреварот и после надпреварот. Но Дори реагира кога комитете сакаат да Да, влезат, но- реагира, ги спречи. залудно, повторно, поради оваа баклја, односно овие бакли, фрлени од гостински навивачи, употребени од гостински навивачи, внесени во салата покрај полицијата, повторно Вардар ќе одговара, парично или не знам како, за недобра организација. Подлежи на казна. Подлежи, не знам точно кој какви и какви, но подлежи. Сега дали е Чека, Вардар... ако е за Вардар така, што правиме за Пелистер? Тие се негови убаво навивачи. прашуваш. Значи и Пелистер подлежи во конкретниот случај. Зошто? Затоа што штом Пелистер земал направил контакт со Вардар, дека сака неговите навивачи да дојдат во Скопје, значи ги превземал и обврските, но и одговорностите кон своите навивачи за нивните За нивното постапки. однесување. И Пелистер ќе одговара, парично или не знам како и Пелистер треба да одговара. Сега ја велам ќе одговара, треба по правилата да одговара. И Вардар и Пелистер. И јас прашувам, дали е тоа правилно? Значи, отворено прашувам, не алудирајќи кон никого, не алудирајќи сега дека Пелистер треба да плати казната Вардар, не мислам на тоа. Што и како да се спречи во иднина? Кој е тој Итар Пео што имаше храброст Така. да го изорганизира се тоа и да ги внесе тие бакли? Дали сме ние безбедни како луѓе што доаѓаме да гледаме ракове? Сега тука ќе се вклучам јас малку, кога го спомна Итар Пео. Очигледно ете, нека биде тоа е моје субјективно размислување и новинарска аналитика на 24 часа по одигрување на надпреварот и она искуство целото кога го имам за себе во слични ситуации и на врвни спортски надпревари, не само фудбалски, имало внесување на бакли и шверцување на бакли и на најголеми стадиони. Сега да не толку се оддалечувам да не одам од детали, мислам дека во конкретната ситуација имаше едно надмудрување во стилот на Итар Пео меѓу навивачите од Битола, не се или навивачката група Шкембари, поларната навивачка група Шкембари и припадниците на Министерството за внатрешни работи. Сега непријатно е, незгодно е да ние погодуваме кој кого надмудрил, па како го надмудрил и дали воопшто го надмудрил. Ај сакаме уште една Ама информација. очигледно тука имаше некоја и троштина. Па, абе види, како кажавме пред да се вклуча камерата. Значи, како навивач на одредена навивачка група, не е важно која, и ти можеби некогаш ќе посакаш да направиш нешто за да му помогнеш на својот тим, да ги спровоцираш другите или не знам што. Но,
да внесеш бакли и да ги фрлиш туку така не кон противничкиот табор навивачи, Или во случајот комити, Овие на теренот ги фрлат. не на теренот, значи да ги фрлиш во публика, каде што Нема има простување. деца, повозрасни луѓе кои што не се дел од навивачка група, дошли да гледаат. Треба, Наташа. извини Дургутов, ама треба. Не. И уште една работа, и во други прилики сме го експлоатирале ова, што сега ќе го продискутираме двајцата. Значи, по мене или по нас, по критериум на продукција Скок и на нашиот YouTube канал, овде нема колективна одговорност. Значи, не може сега виновен да биде ракометен клуб Пелистер и навивачката група Чкембари, за тој единствен поединец кој го има, кој може да се лоцира, кој ја фати пакета, ја запали и ја фрли. Ма нити го знаеме, нити го познаваме, нити су го Ама не организираме. сме ние што треба да го знаеме, значи има органи на редот, има Така јавно обвинителство, има суд, има Министерство за внатрешни работи. На Еве, крај јас крајава сакам- тоа е дело прекршено. Да, еве јас сакам уште нешто да кажам, што не знам дали гледачите, претпоставувам, ако го гледале преносот на македонска телевизија, може и се кажало, не знам навистина, но тоа што сакам да го потенцирам и исто така ми е многу чудно и ме загрижува искрено, е дека на надпреварот беше присутен и актуелниот градоначалник на општина Кисела Вода, господин Торци Георгиевски. Беше присутен и министерот за спорт Борко Ристовски. Сега, значи, на и присуство, они се веќе видни, И тоа е добро, политички. тоа е добро, само една дигресија. Тоа е добро што на овој надпревар има интерес од такви личности. Ама Без апсолутно, оглед него поентата ми е, Ајде да не кажам политиката. немало, можеби немало повеќе полициско засилување или како тоа се нарекува заради нивното присуство, Не. ама де факто имаше навистина многу полицајци. Како бе луѓе, како може да ни внесат бакли во сала каде што е забрането да се внесат? Како? Пак ќе кажам моје субјективно гледање, некоја и троштина, некоја нешто смислено да се надмори условно кажано непријателот, во конкретниот случај непријател на навивачката група комити, можеби и припадниците на Министерството за внатрешни работи, кои многу коректно, многу дури и мирно, пак ќе кажам моје субјективно гледање, многу мирно е завршија целата таа работа. И при пречекот однесувањето, посебно при испраќањето, кога условно кажано можеше да се случи нешто и Јас еве сакам да го потенцирам и заврши. ова, особено Овие навивачите прават и троштина да го прошврцуваат тоа внатре и да направат беле. Мислам. Особено сакам да им се обратам, ама особено да им се обратам на битолчани, не на Чкембари, на битолчани. Имаше некои коментари на нашиот канал невкусни, вие можете да коментирате, а ние можеме да ве блокираме. Затоа што такви невкусни работи на нашиот канал нема да има. Но, им се обраќам на битолчани во кој смисол? Имаме многу, ама исклучително добри пријатели во Битола. Долгогодишни? Многу години имаме пријатели во Битола, живееме многу. Значи, немојте да бидете толку малодушни. Не е поентата тука ние сега ги мразиме битолчани, ги мразиме Чкембари и правиме емисија. Не. Еве ќе ви кажам, нема да го елаборирам сега примерот. Имав пример јас, личен мој пример. Комитите не ми знаат дека сум имала пример. Во Кавадарци, од страна на комитите беше фрлено на местото каде што јас седев со мои пријатели блиски, камен. И удри, за жал, Кавадарчанец еден во глава. Значи за комитите зборам. Така да трнете тоа, вие скопјани вакви, вие скопјани такви. Аршинот за такви За сите еднаков. недела е ист за За сите сите еднаков. навивачки групи. Така е. Ние како продукција Скок ги осудивме однесувањето и на лозарите од Кавадарци, кога Така беа е. во Скопје, и однесувањето на комитите кога Така. недолично се однесуваат, на Чкембарите, на лозарите. Не, ирелевантно е. Значи еднаш за секогаш спортот без публика не бива, меѓутоа не може и публиката или поединци од публиката, јас секогаш одам на лоцирање на одговорноста. Не може цела навивачка група или цела битолска јавност или не знам цел град Битола сега да е виновен заради еден човек кој фрлил баклјата и можел да погоди некого во главата. И сега ајде битолчани се виновни. Не е тоа тезата. Така е. Затоа треба да се Заслужува. лоцира одговорност. Значи, мора да биде строго санкциониран секој еден што ќе помисли да ги прекрши. Па добро ле, не ли дојде малце памет после трагедијата најголема во оваа држава што ни се случи со загинатите деца во дискотеката во Кочани? Малку не ли доаѓа така да размислиме Не, Боже, што да се случува, што правиме ние? Или
Што сме ние овдека? Значи ќе ги избркаме и тие, ракометот ни е број 1 спорт во државава. Па ќе ги избркаме обичните навивачи што сакаат да дојдат да гледаат, плашејќи се дека некој нешто ќе направи, дали денес овој, утре некој друг. За жал, ајде, и така ја почнеме емисијата, може би добро така да завршиме. Значи, имаше и делумно неспорски потези на самите ракометари, кои се многу минорни од аспект на целиот квалитет што ни го покажа, Да. бидејќи очигледно е дека ракометниот квалитет е лоциран во Пелистер и во Вардар. Тоа се два Да клуба. не ги подцениме и Алкалоид, и Охрид, и Бутал. Ракометното првенство е моментално најинтересно. Јас зборувам за квалитетот на И ракометарите и така гледам и јас. квалитетот има. Во ред, сето тоа некако како да доаѓа во сенка, тие изворедни голмани на полскиот голман на Вардар. Во сенка на еден ти трпеа. 9 гола Манасков даде. Филип Кузмановски даде 6 гола. Да. Странските заселувања на Вардар одиграа перфектно. Да. Тројцата дадоа по 6 гола, 18 гола. Сега да не И се играме тоа да го со засени еден инцидент. Види, можеби и не го засени тие што беа на Ама никој не зборува за тоа. Ужива, сите и зборуваме ние за- уживавме во прикажаните мајстории доле на теренот и од едната и од другата Па страна. имаше цепелини. Но зошто бе луѓе? Зошто бе Дургутов и тие поединци? Зошто не си удрите у тоа лејките малку дека лошо правите и на својот клуб и на другите клубови на Не, ракометот? ама ај сега да не одиме пак со Итар Пео. Значи затоа има инстанции, затоа има институции, затоа има државни органи. Јас чекам. Затоа има закони. Да. Законот е ист, дали ќе го направиш прекршокот пред сала, внатре во сала, за време на надпреварот или по завршување на надпреварот. Или ќе го направиш во градскиот парк, прекршок е прекршок. Така. Да не сакам да зборувам за кривично дело, не сум некаков експерт Јас и чекам правник. да се произнесат од МВР, како е возможно. И на настрана такава ова безбедност. дека ти добро го објасни дека ракометните правила, правилникот, пропозициите, Да. сите оние акти кои ги има Ракометната федерација на Македонија велат дека казна треба да следуваат за двата клуба. Така ти го Тие објасни, се, така да, тие се правилата, како ќе се одвиваат работите понатаму не знаеме. Посакуваме на секој еден надпревар да има навивачи од секој клуб, дај Боже да ги има што повеќе, не само навивачки групи, зборувам навивачи, публика, и дај Боже да се конечно тргнат, ама мора строги ригорозни казни за вакви инциденти, да се тргнат ваквите појави во спортот. Поединците тие што прават белја. Така е, да Дај се ги тргнат. забранеме на ијадот шкембари да не одат никаде. Па не се сите ијадот шкембари Се сложувам. хулигани, Се како да сложувам. кажам. За да можеме да си го негуваме нештото што се вика ракомет, што не сите радува и што ни носи убави резултати, убави емоции. Тоа е, нема друго. Чекаме нека се произнесе, баш сакам да се произнесе МВР и баш си го поставам прашањето, Ќе видиме, ќе следиме. што се случи? Нешто се има случајно. Што се случи? Кој и како ги внесе баклите во спортската сала Јане Сандански? Тоа е прашањето на кое јавноста чека одговор. Чекаме одговор, а вие ако ви се допаѓаат нашите емисии, стиснете лайк и субскрайб, ако не ви се допаѓаат нормално е дека нема да стиснете, се гледаме за скоро со друга, можеби сепак ракометна тема, можеби па фудбалска, ќе видите за кратко. До скоро.